За некого можеби само приказни за мали деца, но за вистинските познавачи хорор филм во живо. На 50 на километри од Атина на врвот на планината Парнаса се наоѓа во денеска напуштен објект изграден пред еден век, кој што најпрвен бил санаториум за пациенти од туберкулоза, а потоа за време на војната и воена болница. Многу луѓе заминале од овој свет токму на ова место. Ако се земе предвид дека овде доаѓале пациенти со туберкулоза во периодот пред откривањето на пеницилинот. Но што е со оние души што поради одредени причини не го напуштиле овој свет целосно и останале некаде меѓу двете димензии, нашата и задгробната. Благодарение на љубезниот тим истражувачи на паранормалното, екипата на Македонската радиотелевизија се упати во целовечерно истражување на најопседнатото место во Грција. А токму на полнот Македонската радиотелевизија се наоѓа овде на лице место во самата болница. During the war, it was at a military hospital, of course. They have a lot of events there. So that's why we have all this presence here. Yes, a lot. Во задгробен живот веруваат многумина, но во духови малку. Но доколку веруваме дека душата по смртта транзитира на друго место, тогаш се поставува прашањето што се случува со оние души што поради одредени причини нема успешно да го направат преминот. Somebody that hasn't moved on, hasn't gone to wherever he's supposed to go after life. Who can help them to transfer? Well, religiously, a priest. Unofficially, you probably go to somebody who knows about metaphysics, psychology, people who've done work with mediums. Присуството на ентитети и паранормалните активности во оваа напуштена болница се чини дека се секојдневие. I didn't hear any voice, but the tape recorder recorded the digital, recorded a voice, a female voice, asking me where am I going. Ова место привлекува истражувачи на паранормалното од целиот свет. Најопседнатото место во Грција било предизвик и за истражувачите од светски познатата серија Ghostbusters International, чија посета на Парнаса дефинитивно се исплатала. Downstairs in the basement, as we were talking, he had a bracelet on his wife's hand. And as we were asking, we asked an entity to touch her hand. A couple of minutes later, there was a handprint on her hand, on the bracelet. Η κοπέλα φοράει ένα βραχιόλι. Αν το ακουμπήσεις, θα δούμε το χέρι σου που το ακούμπησε. Σου ζητάμε να τα ακουμπήσεις. You see it? George. Yeah. Right there. Yeah. Turn off the light for a second. Use the word. Но и нашето целовечерно истражување се чини не беше залудно. Речиси сите елементи од електронската опрема на тимот истражувачи таа вечер го забележаа присуството на ентитети. Дигиталниот топломер забележа нагло опадање на температурата во една од просториите.
а снимачот на звук сними звуци кои што не звучат како од човечка природа. Ακού μια γυναικεία φωνή. Θες τίποτα να μου πεις? Зраците на Ласарот, па кои што се простираа од едниот до другиот зид на просторијата, во еден момент се прекршија во долниот десен агол, што е индикатор дека таму минува нешто. А нешто се гледа и во долниот десен агол на фотографијата направена токму во моментот кога зраците се прекршија. Во истата просторија наеднаш почна да се шири и крајно непријатен мирис. Нашите соговорници се согласни со широко прифатената теорија дека тоа е индикатор за присуство на ентитет, но негативен, односно демонски. Според науката за нив, демонологијата, за секој ангел постои по еден демон, а секој демон му одговара на еден древ. Светски прочејни од германски свештеник и теолог од 16 век Питер Бейнсфилд демоните ги класифицира врз основа на 7 смртни гревови, и тоа: гордоста, алчноста, страста, и зависта, и ненаситноста, гневот и мрзеливоста. Болницата на загубените души ја напуштивме во раните утрински часови, оставајќи ја во прегратките на мракот и густата магла.